Да, токму така, Симуна, во моментов се наоѓаме во итната медицинска помош по Скопје, секако со празниците често се зголемува и бројот на повици на телефонскиот број 194, но за тоа какви интервенции имало во изминатото деноноќе, утрово ја прашуваме доктор Анита Димовска, раководителка на итната медицинска помош во Скопје. Доктор Анита, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија. Наутро, какви интервенции имавте изминатото деноноќе, на што најчесто се жалеа граѓани? Добро утро до вас и до гледачите. Изминатото деноноќе имавме некаде околу 55 интервенции, зборувам за претходните 24 празнични часа. Бевме минимално зајакнати во однос на екипите, вкупно беа 7, затоа што не знаевме што не очекува во тек на празничниот ден. Тоа се екипираност направена од дополнително ангажирање на екипите кои што беа слободни тој ден. Меѓутоа, можам да кажам дека сепак не поминавме со некои катастрофални последици. Она што дава впечаток на изминатиот ден е од 14 итни интервенции, 6 се сообраќајни незгоди. Значи, целото лето, односно изминатиот период, покрај тоа што во фаза на топлотните бранови се соочувавме со колапси најчесто на јавни места, значителна бројка која што и ден денес не изостанува, тоа се сообраќајните незгоди, која што е загрижувачка. Значи, тоа се сообраќајни незгоди и со пешаци, со тротинети, велосипеди, најчесто со моторите, со возила така да повредени има, однесени се унесреќените во ургентните хируршки установи, ургентните центри, градската болница 8 септември, Свети Наум Охридски, ургентниот хируршки центар. Во тој поглед би кажала, бидејќи најчести ни се тие интервенции, би кажала сепак еден апел за огромно внимание кога се седнува на волан, кога излегуваме на улица, дали сме пешаци, дали сме возачи на велосипед или на мотори, сепак мислам дека треба максимално да се концентрирани возачите и учесниците во сообраќајот за да не би дошло до вакви последици. Затоа што особено апел да не се консумира алкохол, како што најчесто се случува во денови како што е вчерашниот. Доктор, ке ги споменавте топлотните бранови, сега веќе температурите се намалуваат, еден период имавме и вироза на стомачен вирус. Колкав е просекот на повици во итната медицинска помош во Скопје? Во однос на онаа бројка што ја кажав како 60 интервенции на лице место, сепак тие се и повеќе од 200 јавувања во тек зборувам на една смена, значи во едно деноноќе се и многу повеќе, меѓутоа не значи дека секој што ќе се јави треба да се прати возило. Најчесто се тоа јавувачи кои што бараат совет од нашите доктори кои што се на 194 и преку телефонот 112 на ЦУК. Така да во право сте кога рековте дека изминатиот период беа чести вирозите од типот на стомачен вирус и сега истото се случува, значи овој вирус се уште постои меѓу населението, бидејќи е поконтагиозен, брзо се пренесува и така да многу се јавуваат од корисниците за совет, како да постапат и така натаму. Кажете ми во однос на злоупотреба на бројот 194, често се случува. Кој е вашиот апел? Кога граѓаните треба да бидат сигурни кога да повикаат итна медицинска помош? Апелот е да навистина кога некој е витално загрозен, кога животот е во прашање, затоа е службата за итна медицинска помош. Значи, може би да на некој начин интервенираме цел ден на некои вирози кои што се лажно пријавени, да интервенираме на некои болки кои што може да се решат со таблетарна терапија во домашни услови или кај матичен лекар и да на крај кога ќе настапи една сообраќајна незгода или нешто што е акутно кај населението од типот на мозочен инфаркт, на крварење, на миокарден инфаркт, да во моментот и да нема кола или пак да тој персонал веќе од целодневната работа веќе е истоштен во таа смена. Значи, затоа треба максимално и нашите доктори се трудат тие да направат една дистанца, меѓутоа не секогаш по телефон може да се направи правилна проценка. Поготово кога
малку се даваат лажни податоци. Докторки, за крај на овој наш разговор, споменавте вчера дека имавте засилена екипираност на итната медицинска помош овде во Скопје, меѓутоа со оглед на тоа што се уште е лето и голем дел од вработените користат годишни одмори, каква е екипираноста на итната медицинска помош? Имаме ли доволно екипа? Стандардно летово, како и претходните месеци назад ретроградно, далеку сме од она што е доволно за подрачјето на град Скопје и целата околина, односно приградските населби. Значи 5 екипи е екипирано за некое мало градче во државата, каде што нели ќе може да се постигне, да се стигне сегде. Ние се трудиме максимално и со напорот и на нас како менаџерски тим и на вработените кои што се директно инволвирани во целата оваа работа да се постигне сегде на вистина, да немаме несакани ефекти, да немаме приставки од граѓаните, да не се соочуваме со немили настани. Доктор Анита, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето ова утро во Македонија наутро. Нема да ви одземаме повеќе од вашето време, бидејќи имате работа, а ние само ќе упатиме уште еден апел што го каже и доктор Анита, особено до сите учесници во сообраќајот, кога ќе застанат зад воланот или пак кога ќе управуваат со други моторни возила, да бидат исклучително внимателни, затоа што најголем број од интервенциите токму во итната медицинска помош во Скопје се лица повредени во сообраќајни незгоди. Симона?